Neuralink. Neuralink е компанија основана од Илон Маск во 2016 година, која е фокусирана на развој на имплантирани интерфејси на мозок-машина наречени BMI. Крајната цел на Neuralink е да создаде BMI што може да се вгради во мозокот, овозможувајќи им на луѓето директно да комуницираат со компјутерите и другите уреди. Технологијата зад Neuralink вклучува ситни, флексибилни нишки кои може да се вградат во мозокот и да се поврзат со мал чип што ќе биде сместен зад уводот. Овој чип потоа бежично комуницира со надворешните уреди, овозможувајќи му на корисникот да ги контролира компјутерите, паметните телефони и другите уреди со своите мисли. Потенцијалните примени на технологијата на Neuralink се огромни и разновидни, вклучително и враќање на подвижноста на луѓето со парализа, дозволувајќи им на луѓето да ги контролираат протетичките екстремитети со своите мисли, па дури и да ги подобрат когнитивните способности. Сепак технологијата е се уште во раните фази и веројатно ќе поминат многу години пред да биде широко достапна. Технологијата зад Neuralink се заснова на ситни флексибилни нишки кои може да се вградат во мозокот. Овие нишки се потенки од човечкото влакно и се дизајнирани да бидат помалку инвазивни од постоечките BMI. Конците ќе бидат поврзани со мал чип кој ќе биде сместен зад увото, кој бежично ќе комуницира со надворешните уреди. Потенцијалните апликации на технологијата на Neuralink се огромни и разновидни. Една од примарните цели е да се врати подвижноста на лицата со парализа, што е стварно многу добро за сите и за луѓето кои се зафатени со инвалидитет. Со вградувањето на BMI во мозокот, лицата со повреди на работниот мозок или други форми на парализа ќе можат потенцијално да ги контролираат протетичките екстремитети со своите мисли и тоа ќе биде огромна придобивка за луѓето со инвалидитет. Друга потенцијална примена на технологијата на Neuralink е подобрување на когнитивните способности. Со директно поврзување на мозокот со компјутерите, поединците потенцијално би можеле да пристапат до огромни количини на информации и лесно да вршат сложени пресметки. Ова може да има значителни импликации за областите како што се медицината, финансиите и инженерството. Сепак технологијата е се уште во раните фази и има многу предизвици што треба да се надминат пред да стане широко достапна. Еден од најголемите предизвици е развивањето на потребниот софтвер за интерпретација на сигналите од BMI и нивното преведување во значајни дејствија. Дополнително, безбедноста и долгорочните ефекти од имплантирање на BMI во мозокот се уште се во голема мера непознати. И покрај овие предизвици, Neuralink постигне значителен напредок во своите напори за истражување и развој. Во август 2020 година компанијата одржа демонстрација на која се покажа дека свиња со имплантант на Neuralink може да детектира и да реагира на допир користејќи ги низините мозочни сигнали. Генерално, Neuralink има потенцијал да го револуционизира начинот на кој комуницираме со технологијата и да ги надминеме физичките ограничувања. Сепак се уште е рано за технологијата и веројатно ќе поминат многу години пред да биде широко достапна. Понатаму технологијата на Neuralink може да има значителни импликации за третман на невролошките нарушувања како што се Паркинсонова болест, епилепсија и депресија. Со вградување на BMI во одредени региони на мозокот може да биде можно да се стимулизира или инхибира нервната активност, обезбедувајќи олеснување за поединците кои страдаат од овие состојби. Друга потенцијална примена на технологијата на Neuralink е во областа со виртуалната реалност, дозволувајќи им на поединците да го поврзат својот мозок директно со виртуелните средини и тоа би можело да обезбеди поизвонредно и пореално искуство. Ова може да има импликации за широк спектар на индустрии, вклучувајќи игри, образование и обука. Сепак постои загриженост за етички импликации од имплантирање на BMI во човечкиот мозок. Некои се загрижени дека може да се искористи и за злобни цели, како што е контрола на умот или надзор. Други се загрижени за потенцијалот
технологијата да ги вложи постоечките нееднаквости, бидејќи може да биде достапна само за богатите или привилегираните. За да одговори на овие проблеми, Neuralink ја нагласи важноста на транспарентноста и соработката со регулаторните агенции. Компанијата исто така изјави дека ќе даде приоритет на безбедносните и етичките размислувања при развојот и распоредувањето на својата технологија. Како заклучок, Neuralink е невротехнолошка компанија која развива интерфејси за имплантација на мозок-машина со цел да овозможи директна комуникација помеѓу човечкиот мозок и компјутерите. Потенцијалните примени на оваа технологија се огромни и разновидни, вклучително и враќање на подвижноста на луѓето со парализа, подобрување на когнитивните способности и лекување на невролошки нарушувања. Сепак постои и загриженост за етичките импликации на технологијата и таа се уште е во рана фаза на развој. Сепак, Neuralink представува значителен чекор напред во областа на невротехнологијата и има потенцијал да го трансформира начинот на кој комуницираме со технологијата и го разбираме човечкиот мозок. Технологијата Neuralink се уште е во рана фаза, но компанијата постигна значителен напредок во напорите за истражување и развој. Во 2019 година Neuralink откри дека успешно го вградил својот BMI кај стаорци, а животните можеле да го контролираат курсорот на компјутерот со своите мисли. Во 2020 година компанијата ја демонстрираше технологијата со свиња, покажувајќи дека животното може да открие и да реагира на допир со помош на неговите мозочни сигнали. Еден од главните предизвици е развивање на потребниот софтвер за интерпретација на сигналите од BMI и нивно преведување во значајни дејства. Ова бара напредни алгоритми за машинско учење и алатки за вештачка интелигенција. Друг предизвик е обезбедувањето на безбедноста и ефикасноста на технологијата. Вградувањето на BMI во мозокот е сложена и инвазивна процедура која носи значителни ризици како што се инфекција, крварење и оштетување на околното ткиво. Понатаму, долгорочните ефекти на технологијата се уште се во голема мера непознати. За да се справи со овие предизвици, Neuralink тесно соработува со регулаторните агенции и спроведува ригорозни тестови за безбедност и ефикасност. Компанијата исто така соработува со водечки истражувачи во областа на невронауката и инженерството, за да го напреди развојот на својата технологија. И покрај предизвиците, потенцијалните придобивки од технологијата на Neuralink се огромни. Тоа би можело да обезбеди пат за враќање на подвижноста на луѓето со парализа, подобрување на когнитивните способности, лекување на невролошки нарушувања и овозможување на нови форми на интеракција човек-компјутер. Како што технологијата продолжува да напредува, ќе биде интересно да се види како се развива и кои нови апликации ќе се појават. Крајната цел на Neuralink е да создаде безпрекорен интерфејс помеѓу човекот, мозок и технологијата. Компанијата верува дека со директно поврзување на мозокот со компјутерите може да отклучи нови нивоа на човечки потенцијал и да обезбеди решение за некои од најгорливите проблеми во светот. Една од клучните области каде технологијата на Neuralink би можела да има значително влијание е третманот на невролошките нарушувања. Например, со стимулирање или инхибрирање на нервната активност во одредени региони на мозокот, може да биде можно да се ублажат симптомите на состојбите како што се Паркинсонова болест и епилепсија. Технологијата може да се користи и за лекување на состојби на менталното здравје како депресија и анксиозност преку стимулирање на одредени области на мозокот. Покрај неговите медицински апликации, технологијата на Neuralink може да го трансформира и начинот на кој комуницираме со технологијата, со обезбедување на директна врска помеѓу мозокот и компјутерите. Тој би можел да овозможи нови форми на интеракција човек-компјутер, кои се побрзи, поинтуитивни и поприродни од сегашните методи. Ова може да има импликации за широк спектар на индустрии, вклучувајќи игра, забава, образование и обука. Сепак најважно е да се пристапи кон оваа технологија со претпазливост и да се осигура дека низиниот развој е воден од силна етичка рамка. Во моментов, примарната цел на Neuralink е да создаде безпрекорен интерфејс помеѓу човечкиот мозок и компјутерите, со цел да се отклучат нови нивоа на човечкиот потенцијал
и да се решат некои од најгорливите проблеми во светот. Додека некои поединци шпекулираат дека технологијата на Neuralink може да доведе до бесмртност, важно е да се забележи дека таквите тврдења се чисто шпекулативни и не се заснуваат на какви било научни докази. Човечкиот мозок е неверојатно сложен и има уште многу што не разбираме за него. Иако технологијата на Neuralink потенцијално би можела да ги подобри когнитивните способности и да третира невролошки нарушувања, мала е веројатноста дека ќе донесе бесмртност. Како заклучок, иако технологијата на Neuralink има потенцијал да го трансформира начинот на кој го разбираме и комуницираме со човечкиот мозок, важно е да се пристапи кон развојот на оваа технологија со предпазливост и да се осигури дека низините придобивки се избалансирани со какви било потенцијални ризици или етички размислувања. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.